Го продолжуваме неделниот микс. Почитувани гледачи, оркестарот на гимназијата Орце Николов, кој негова исклучително македонска народна музика, постигна историски успех освојувајќи го првото место со почетни заслуги на еден од најпрестижните меѓународни музички надпревари. Ова признание им донесе и исклучителна можност во септември да настапа дури на 2 концерти во Њујорк. Да се надеваме дека сето тоа ќе успеат да го изреализираат, а за нивната визија, успех и сето она што планираат во иднина да го постигнат, разговараме со шеф диригент на оркестарот Марко Баловски, кој денес е наш гостин. Марко, добро ни дојде. Добро е, најдов. Ти благодарам за прекрасната најава и ти благодарам за поканата. Честитки, навистина од срце, голем е успехот, голем е посветеноста од она што го имате постигнато, заслугата исто така и веќе реакциите од јавноста се навистина многу позитивни. Луѓе буквално споделуваат оваа вест дека добивте прво место, па еве се ти кажи ни ги деталите. Така, апсолутно. Накратко, оркестарот го формиравме во 2024 година. Така, сосема спонтано, седнавме јас и уште мои 20 другари, си рековме ни се свири македонска народна музика, ајде да направиме нешто. И се договоривме и направивме, оформивме оркестар. Тогаш го свикавме првиот состанок, нели професорот ме назначи за шеф диригент како најамбициозен и најупорен во идејата да се создаде оркестар и некако така почнавме, не знаејќи дека ќе стигнеме до нешто вакво, односно до Њујорк. Идејата, како што спомнав, е да се свири македонска народна музика и како што поминуваше времето, такав природно оркестарот си растеше, тоа е сосем нормално, нели? И ние учиме од грешките, се подобруваме и така натаму и одлучивме по препорака на еден член од оркестарот да аплицираме на овој фестивал, на овој надпревар и да се здобиеме со првото место. Одлично, навистина. Сега, каде беше меѓународниот? Меѓународниот надпревар всушност за да се учествува се испраќа видео, значи во формат е онлайн формат, но доколку победиш, односно доколку освоиш прва награда, добиваш покана од нивна страна да настапиш во една од најпрестижните сали во Њујорк. Така, одлично. Колку е значено ова признание за оркестарот? Спомна дека во 2024-та го оформивте релативно нов. Релативно млад, нели, оркестар, но всушност голема е заслугата и за македонската музичка културна сцена. Апсолутно. Па можам да ви потврдам дека ова е најголемата награда која што имаме добиено, апсолутно, затоа што е на интернационално ниво. Ние добивме прва награда и на државното ниво за средношколски оркестри во Македонија во Кавадарци во мај, но дефинитивно ова е круната на целата досегашна работа и не само на нашата работа, туку и како што спомнавте на музичката сцена, затоа што најбитното од се што ова потекнува од млади. Значи половина оркестар се дури малолетни, значи релативно млади деца кои што се аматери, значи не учат музика професионално, не студираат, да кажам, музика, но ете можам да кажам дека звучиме професионално и е дефинитивно огромен успех за македонската музичка сцена и особена тежина му дава тоа што свириме македонска изворна народна музика, аранжирана, прилагодена според составот, освежана, за да сето тоа да звучи, нели, совршено. Тоа значи дека и младите имаат желба да свират, да негуваат нашата народна музика и тоа е за пофалба. Така, апсолутно е за пофалба, затоа што денеска живееме во време каде што македонската музика за жал се помалку и помалку се слуша, се потценува, па токму ние како млади, како едината на оваа земја и така натаму, се обидуваме сето тоа да го освежиме, да допреме до нашите генерации, што уште поважно и да им дадеме нова перспектива за македонската народна музика, дека тоа не мора да биде досадно или не знам како сето тоа може да го сватат, но дека всушност може да биде многу интересно, со многу ова енергија и пред се да се цени нашата култура, нешто што ни е оставено од предците, да не изумри, да не остане во музеите. Да, Марко, спомни нешто повеќе за оркестарот. Колку членови сте, сите детали околу самиот состав? Така, оркестарот во текот на своите 2 години се менувал, значи секоја година доаѓаат нови ученици и така натаму. Моментално нашиот состав брои 23 члена, застапени се повеќе инструменти, меѓу кои виолини, мандолина, гитара, секако кавалот кој што
кој што ја дава јаготката на Оне шлагот. шмек, да. Ето така можам да се изразам. Имаме гитари, клавир, тапан, дајре, хармоника исто така. Некои композиции ги изведуваме со пејач, со вокална придружба и нели јас како диригент. А како беше ето да се изучи, нели, самата, да кажам, диригентска дејност и штос во тој поглед, бидејќи не е едноставно да се биде диригент? Апсолутно. Значи тоа прашање кога ќе ми го постават, на некои моменти не знам што да им одговорам затоа што јас конкретно немам завршено ни нижо музичко, свирам на мандолина, мандолината е мој инструмент во оркестарот Скопје на професор Ерхан Шукри. Едноставно тој ми е единствен контакт со музиката, самото диригирање и сето тоа настана така некако спонтано, натре од себе, тоа не знам, го осетив и немам конкретно прашање, не го изучував, него буквално таму само така почнав и се усавршував како што нели тече времето. Природен талент можеби ете. Можам да кажам природен А талент. го поздравуваме и господин Ерхан Шукри, Апсолутно, огромен поздрав за него. уметник е и многу често и е наш гостин со убави поводи. Така е. И ги најавуваме вашите концерти на Мандолинскиот оркестар, па ете навистина можност да се учи од најдобрите. Точно, нели точно. секогаш. Како реагираа вашите и професори, и најблиски, какви се печатоците од соучениците? Така, уште првиот настап, паметам 2024 беше декември. Концертот го насловивме Звуците на Македонија во новогодишна хармонија. Така, ние се ориентираме според годишните времиња. Уште кога излеговме на сцената и освиривме првата композиција, беше прекрасната Ако одам во Битола, специјално аранжирана за овој оркестар. Памтам дека публиката уште во првите 5 секунди почна да аплаудира. Значи, дефинитивно, јас тука се најжив и не очекував дека едноставно толку ќе допре до нив. Сите беа изненадени, ние бевме изненадени од како звучиме во тој момент, целата таа енергија. И пак ќе кажам, како што поминува времето, како што поминуваат концертите, сега во декември, затоа што добивме појачување со виолини и така натаму, оркестарот ја зголеми својата бројка, ја зголеми своите инструменти. Нели, исто така добивме сосема нова боја, многу подобра од минатата и така публиката е цело време во исчекување и се запрашуваат што ќе биде следно. Ако ова е најдоброто, што можеме да очекуваме понатака? И се радам дека нема да оставите публиката во исчекување, дека ќе имаме можност и во Њујорк, нели да и таа може да публика да ве види, ако веќе ние не можеме да дојдеме таму, но во секој случај што е сега потребно за да се дојде до Њујорк? За да се дојде до Њујорк, да се разбереме во толкава група ученици не е наједноставно. Оркестарот, односно да кажам јас како главен, активно работам за да успее целиот тој проект. За да успее целиот тој проект, нели потребни се финансиска поддршка и институционална поддршка, секако од институциите, затоа што нели тие имаат поголемата моќ. Јас можам да упатам еден апел до сите институции, сите општествено одговорни компании и други здруженија кои што би можеле да помогнат да се оствари овој проект, затоа што е навистина нешто што е многу битно, представување на македонската култура, македонскиот фолклор од страна на толку млади. Од страна на толку млади аматери, но јас ќе ги наречам професионалци. Секако потребно ни е нивната помош, бидејќи без нив овој проект за жал нема да може да се оствари. Стискаме паци да сепак се биде добро да се соберат средствата и да одите во Њујорк. Ова уникатна можност не се пропушта, бидејќи навистина заслужувате. И се надевам дека ќе имаме можност да разговараме и откако ќе се вратите од Њујорк и дека се ќе биде во ред за да ни споделите впечатоците. Марко, македонската народна музика навистина има богата мелодија, спомнавме, но каква е самата атмосфера откако ја добивте наградата во оркестарот? Дали сега уште повеќе сте мотивирани во поглед на вежбање, во поглед на дисциплина? Така, па уште кога добивме информацијата, прво мене не ми се веруваше и јас дури изумив и да ги известам дека сме добиле одговор, затоа што се чека еден месец, дека сме добили одговор дека сме освоиле прва награда.
кога им преносов сите беа во шок. Значи професорите меѓу себе во групи споделуваат, објавуваат, нас ни стигаат пораки, мене ми звонат, честитки, браво. И сето тоа беше еден да кажам хаос од возбуда и како безсознание, чувството е неописливо, не знаеш што да си помислиш сега, дали ќе одиш, дали нема да одиш, одма сите мисли ти се вртат во глава, но дефинитивно дека енергијата е подигната, имаме повеќе самодоверба во нас, можам да кажам и за останатите членови на оркестарот, што е многу битно од музички аспект. Тоа. Ти си шеф диригент и тоа е една многу одговорна функција. Буквално ги координираш сите, а тоа не се малку луѓе, па секој е со различен карактер, па Точно така. денот на некого му е добар, на некого лош и така натаму. Точно така. Колку е всушност твојата функција, да кажам, предизвикувачка? Па мојата функција, видете, оркестарот функционира заедно. Јас како диригент, мојата задача е да ги организирам, буквално да кажам најголемиот дел од оркестарот. Да ги организирам сите проби, да ги напишам песните затоа што аранжманите јас ги правам. Лично секако да се изменаџира сето тоа бидејќи секој си има своји обврски, сепак ние сме во една од најпрестижните гимназии каде што потребно е повеќе учење за разлика од другите гимназии. Орце Николов е познат и по своите академски успеси. Секако едноставно менаџирањето можам да кажам дека не е лесно, но доколку се сака како викаат, се може и дефинитивно треба да се даде пожртвуваност од некои работи, да се откажеш, да намалиш на нив за сето тоа да изгледа вака како што изгледа моментално на сликите. Предизвици има од сите страни, апсолутно, но љубовта е поголема од сите нив. Марко, дали овие твои соученици веќе претходно имале искуство со музичките инструменти или во овие изминати 2 години ги учеле? Така, па да кажам најголемиот дел од нив, особено сега во зависност од инструментот, имаат познавање, значи дали го изучувале во средното музичко училиште и дали приватно, тоа не е толку битно, но генерално повеќето од нив имаат завршено, го имаат проучувано инструментот, сега во зависност од годините, например, виолината како потежок инструмент, потребно е повеќе време да се изучи од 8 до 9 години, така што тие деца свират од својата 6-та, 7-та, 8-та година. За разлика од гитарата, која што можеби полесно може да се совлада, но знам дека скоро никој од нив претходно нема свирено во оркестар. И токму тоа е разликата и тоа беше огромниот предизвик на почеток, затоа што јас како диригент, мојата цел е да ја спојам енергијата, сите да звучиме заедно и оркестарот да го гледаме како да звучи како еден инструмент, односно како еден цел организам, едно цело тело кое што работи, нели, истовремено, сплотено, координирано, сплотено и така натаму. Голема заслуга имаат и менторите. Апсолутно, јас би сакал да ги поздравам професорката Сузана Тнокова-Кузмановска и професорот Милен Умовски. Со професорот Милен Умовски отпочнавме затоа што тој нели е музичар пред се, свири на повеќе инструменти и тој некако ни го даде првиот ветер во грб, не подбутна со некои музички, нели со неговото музичко знаење кое што го има и професорката Сузана која што секогаш не била поддршка логистичка и така натаму за да успееме во овие работи. Многу е важна поддршката, нели? Верувам и од најблиските, и од професорите, некако ветер во грб да се даде за следните проекти. Апсолутно, па и од, можам да кажам, од дома, од родителите. Затоа што, нели, повеќето од времето зборам за оркестарот, јас го правам во својот дом. Концертот и пробите се само тие што се одвиваат надвор од него, но сето тоа пишување на музички аранжмани, правењето на списоци, организирањето на озвучување и сето тоа да се организира еден концерт е, да кажам, огромен проект. Браво, одлично и успеси понатака, но она што е клучно е сега да се успее да се стигне до Њујорк и таму да се представите. Така, апсолутно. Ние како оркестар веќе имаме упатено до државните институции, значи сите кои што би можеле да помогнат во овој аспект, до многу општествено одговорни компании, меѓу кои најголемите во Македонија, да, така што ете би им посочил на нив.
Ете, апел кон сите оние кои што, нели, како што спомна и ти, би можеле да помогнат финансиски за оркестарот на гимназијата Орце Николов да има 2 концерти во Њу Јорк овој септември. Посакувам да се остварат желбите за да одите таму. Навистина од срце, честитки, голем поздрав и до сите кои што се дел од оркестарот, до своите професори и најблиски. И јас се надевам дека ќе имаме можност, откако ќе се вратите од Њу Јорк, прво тоа да се оствари, а потоа да ни ги споделите и впечатоците. И јас се надевам и ви благодарам за поканата. Ти благодарам и тебе, Марко, почитувани гледачи, шеф диригентот на оркестарот на гимназијата Орце Николов, Марко Баловски, денеска беше дел од неделниот микс. Прекрасно кога млади таленти доживуваат и постигнуваат успеси, а уште по, нели, поголема сатисфакција кога имаат можност да се представат и надвор од границите на Македонија. Се радувам дека уживавте во неделниот микс, исто колку јас, колку и моите гости и колегите кои што учествуваа заедно во креирањето на емисијата. Бидете поздравени до следното видување. Пријатно.